Итар Пео, кадија. Пак дошол Итар Пео од Маријово во Прилеп и поминал крај една фурна. Се разбира дека бил изморен и гладен, та кога ги фрлил очите на тезгата и кога му замирисале топлите сомуни, симиди и тави со разни печива, слинки му потекле, а цревата почнале уште толку да му кркорат. А кога видел на тезгата една убава дебела гуска во една тава за мерак испечена, веќе не можел да се воздржи. Чија е гускава фурнаџија? Го прашал фурнаџијата со полна уста слинка. Од кајмакамот, му одговорил фурнаџијата и тој голтајки ги слинките кога погледнал во гуската. Како би било да и се гостиме ние сега? Го прашал Пео фурнаџијата и му покажал со главата на гуската. Како ќе се гостиме, слепче? Ќе не одере кајмакамот. Драл не драл, таа ќе биде, туку да не губиме време. Внеси ја во одајата и земи еден топол сомун. Просто му наредил Пео и се мушнал во одајчето од фурнаџијата. Влегол и почекал да ја донесе фурнаџијата гуската. Фурнаџијата го знаел Пеа како шерет човек, но сега сакал да разбере што шеретлак крои, та го прашал. Ами кога ќе ја побара кајмакамот, што ќе му одговорам? Пеа не се ни замислил, ќе му речеш дека гуската летна од тезгата со сетава печена. Фурнаџијата се насмевнал и повеќе за шеретлак се согласил. Ја внесол гуската кај Пеа и за миг ја растргнале на парчиња. Почнале да ја јадат и да се смеат, но фурнаџијата пак му се стрелушил. Како ќе излезе оваа работа? Кој ќе му верува нему дека летнала гуска со сетава и тоа печена? Затоа почнал да го испитува Пео како да се правда пред кадијата, зашто сигурно кајмакамот ќе го тужи и ќе мора да оди на суд кај кадијата. Ама кога ќе ме отера кај кадијата, што велиш ти, Пео? Како ќе поминам таму? Ќе ме умрат од ќотек со кајмакамот, да остави што ќе ме осуди да ја плаќам. Не грижи се, спокојно му одговори Пео. Ти само кркај да се накркаме, другото јас ќе го редам. Ти ќе го редиш, ама галиба по мојов грб, се жалел фурнаџијата. Немај, гајле, немај. Пео мислел и за тебе кога ти зборувал. А како немај, гајле, джанам? Како, што мислиш? Ај казан ти на глава, што мислам и ќе направам. Влакно од главата да не ти падне, тоа мислам. Како? Ке поверува кадијата дека летнала гуската со сетава, ке поверува како ништо. Ама зашто ке речеш? Зашто јас ке бидам кадија. Фурнаџијата уште толку се зачудил. Од каде на каде Пео од Маријово кадија? Ама Пео не го оставил да се чуди. Кадијата овие денови се смени. Новиот многу личи на мене, а ми кажа дека изутрина отишол во битола по анчета. Во кадилакот не се ни јавил. Јас сега од туга ќе појдам кај Настрадина, ќе се облечам во неговите алишта, ќе атурам неговата капа и чалма и ќе станам порен кадија од самиот кадија. Ќе појдам во кадилакот, нема да ме препознаат. И кога ќе те дотера тебе кај макамот, јас ќе ти судам. А како ќе пресуди кадијата, така ќе биде. Разбра сега зошто ти велам да кркаш и да не бериш гајле? Фурнаџијата се посмирил малку, но сепак загрешен си ја почнал редовната работа, чекајќи го кај макамот по гуската и крајот на Пеовиот шеретлак. Некој час пред ручек време еве ти ја слугинката од кај макамот. Готова ли е гуската, Василе? Ја побарала прво таа. Васил почнал да го трлка грбот од фурната. Го пријал, значи ке јаде ќотек. Да нема што, почнал како што го научи Пео. Ах, вие да сте шиви со кај макамот. Гуската летна со сетава кога ја извадив од фурната печена. Слугинката почнала да се смее, па му рекла: ајде извади ја, не играј мајтап со мене. Летнала печена гуска. Како можела да летне заклана и скубана, па дури и печена гуска? Така летна од тезге, и тоа со сетава, се залепила за тавата, те и неја ја понесе во облаците. Ке го кркаш копанот ти денеска, гледам. Почнала да се луди и да му се заканува слугинката. Од гуската, ама, и потврли фурнаџијата. Море од кај макамот, та за од гуската и јас сакам. Туку види, извади ја зашто е гладен.
та ми рече макар и недопечена да ја однесам. На вистина летна, сосема сериозно и рекол фурнаџијата. Оди така кажи му на ефендијата, што сака нека прави. Било таксират, ке купам една гуска и ке му ја вратам. Слугинката ја завртела главата и си отишла, та му кажала на кајмакамот како што и рекол фурнаџијата. Кога ја слушнал кајмакамот, слугинката зоврела од лутина. Како можела да летни гуска од тезга и тоа печена и со сетава. Ревнал и го грабнал грбачот, та му отишол на фурнаџијата. Камо гуската брекерата? Како летна мојата гуска со сетава? Гуската, зашто сега ќе ти кршам коските, жими вера. И му влегол внатре во фурната и замавнал со грбачот, викајќи колку што може. Гуската, гуската, камо гуската, бргува му гуската. Летна кајмакамот ефенди, што сум виновен јас? А бре како летна, бре заклана гуска и скубана гуска, па и печена летнала и тоа со сетава бре. Мене најде да ме маслосуваш. Гуската, зашто сега ќе ти ја подсечам главата на прагот. И пак почна да мава. Фурнаџијата ја навел главата, се фатил со раце за неа и истрчал на улица и почнал да бега по улица. Кајмакамот се втурнал по него да го брка, не престанувајќи да мава по грбот, викајќи патем: "Држете го фурнаџијата, народе, држете, држете!" Бегајќи така по улицата, фурнаџијата удрил во едно тесно сокаче што било преполно со народ и добитоци. Бидејќи бил пазарен ден, не можејќи да помине низ добитоците, го фатил едно магаре за опашка за да го подистави од патот. И така силно му ја оптегнал опашката што му ја скинал. Се загнал по него и стопанот од магарето да го брка што му ја скинал опашката на неговото магаре. Се сториле двајца со кајмакамот. Бегал понатака кутриот фурнаџија и поминал крај една маска на која јавала една анамка. Маската била ујлива. Се подплашила од него, рипнала и ја фрлила анамката со се малото дете што си го држала на скутот. Паднало детето несрекно на калтрмата и наместо издивнало. Се загнал и таткото од детето да го брка фурнаџијата. Се сториле тројца гонители со фурнаџијата. Го бркале низ чаршијата што го бркале, но него го заградиле од сите страни и само што не го фатиле. Но тој бргу влегол во една џамија и почнал да се качува по минарето. Гонителите се втурнале по него, а тој веќе се нишал и токму паднал на едно 10-годишно дете. Паднал и го смачкал, се разбира. На место умрело и ова дете. Најпосле го фатиле и го врзале. Го врзале и го потерале сите четворица оштетени кон кадилакот да му суди кадијата. Откако ја изеле гуската со фурнаџијата, Итар Пео отишол кај Насредин Оџа, кај стар свој пријател, и го замолил да му ја даде неговата оџинска облека. Го маслосал некако и го кандисал, да се облекол токму како што се облекува Оџа или кадија. Тогаш така носели и кадиите како оџите. Така облечен отишол право во кадилакот и како што предвидувал, така излегло. Никој не го познал, да влегол во судницата кај што судел кадијата и се наместил како вистински кадија. Што ли прави кајмакамот со фурнаџијата, се прашал сам и почнал да наслушува. И не слушал долго, вратата почнала да тропа, а тој одговорил однатре: "Бујрум, бујрум, повели." Вратата се отворила и на неа се појавил кајмакамот, сиот задишан, му рекол: "Однесоа Сабајлево децава една гуска на фурна за ручек, а кога ги пратив да ја донесат, знаеш што рече тој ешек фурнаџијата? Летнала гуската печена со сетава. Мислев дека тера шега со нив, ама тој пезевенк ги набрка со лопата со истите зборови. А кога дојдов лично јас да ја земам гуската, и мене со сиот ум почна да ме уверува дека навистина гуската летнала. Ми се стемени пред очите и го запукав со грбачот да го дотерав кај тебе да го накажеш безобразливникот. Ич можела заклана скубана, па дури и печена гуска да летне од тезга и тоа со сетава." Пео внимателно, го сослуша кајмакамот, си ја мазнал брадата и мустаките, како што би правил кадијата. Цукал и се чудел. Бак, 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 што слушам кајмакам ефенди? Ич можело тоа да биде. Еве го надвор е тој ќопек. И тебе сигурно така ќе ти рече:
После не тепај ваквие депцизи. Ке го ударам жив и мене ако ми го рече тоа. Како можело тоа? Викни го, ке видиш. Пео затробал со дланките и на вратата се појавил гавазот. Бујрум Кади Баба. Има тука некој фурнаџија? Еве Кади Баба. Пушти го да влезе. Излегол гавазот и просто го клоцнал фурнаџијата пред кадијата. Клечејќи го поздравил со: да ти се многу години Кади Баба. Насиđim синко, му врекнал кадијата. Стани бре ќопек. Станал фурнаџијата и со наведната глава зачекал што ќе биде понатаму, гледајќи тапо во земјата. Што си правел ти денеска бре керата, а? Ништо Кади Баба. Што можам јас еден фурнаџија да правам? Печам леп. Што ќе правам друго? Како што можеш? Камо гуската од ефендијата, го прашал кадијата и му го покажал кајмакамот до него. Му кажав јас нему Кади Баба. Летна со сетава, а? Речи и јас да слушнам една лага со опашка. И станал, та му се приближил и го фатил за брада. Му се нанесол во лице и почнал да вика да го кара. Така е Кади Баба, така, летна, што сум виновен јас тука? Почнал фурнаџијата тивко да се правда, ама и да се насмевнува незабележително. Кадијата избувнал од лутина, а бре како можел да летнит заклан и искубан, па дури и печен гуска бре ќопек, бредепцс бре. Кого најде ти да маслосуваш? Мене и кајмакамот? Никакво маслосување Кади Баба. Жими вера, жими Бога, жими деца и здравје, летна. Таман ја извадив од фурна и ја оставив на тезгата и таа фрр за миг отиде во облаците. Ха, 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 фрр во облаците. Ке видиш фрр во облаците кога ќе удри сега гавазот 25 по твојот фурнаџиски тур. Ке кажам јас тебе пезевен ни еден со кого играш мајтап. Му се заканил кадијата, а кајмакамот веднаш упаднал. 50 за ваква лага Кади Баба. Жими вера и 150 ке удрам ако не кажи со кого изеде гуската тој. Аир Кади Баба, почнал фурнаџијата да се брани. Никакво јадење, никакво крадење. Ти велам, летна и летна, и да ме обесиш тоа е. Ме фати таксиратот, ке му купам на ефендијата една гуска. Што можам друго да правам? Кадијата нервозен го фатил за тилот и почнал да го тресе. А бре како летна, како можел заклан гуска да летни бре? Што зборуваш ти овдека, ке полудиш ти мене бре? Фурнаџијата ги соврел рамениците и се едно исто повторувал. Ете летна Кади Баба. И јас се чудам, ама летна пред моиве очи. Што да правам? Обеси ме најпосле. Јас друго нема што да зборувам од ова. Кадијата се иставил од него, почнал да се шетка низ одајата со нурната глава, се чудел, отишол кај кајмакамот кој станал и тој простум и почнал со него разговор. Обеси, друго нема што да кажам. Чудна оваа работа. Пак ја вртел главата и како да се присетил нешто, се запатил кон масата викајќи: чекај да видиме, ке кажит китапот. Може да има право фурнаџијата, кај Аллах се може да бидит. Седнал крај масата и зел голема книга, Коранот, единствениот закон по кој се судало во тоа време. Почнал да ја прелистува и да зури во неа со особено внимание. Превртал повеќе листови и таму околу средато се загледал длабоко во неа. Ги ококорил очите и вџашено почнал да бака, да цука и да се чуди. Бак, 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 жими вера, па му се обрнал на кајмакамот. И тој можел да бидит, па го викнал да дојде кај него и да му покаже. Види овде што пишува Коранот, и почнал да чита со особен нагласок. На 136 години ќе летне една гуска со сетава курбан за Аллахот и почнал да ја врти главата и да се чуди. Има право фурнаџијата кајмакам ефенди, се погодила твојата гуска, Аллахот така заповедал. Нема што, тебе те милувал тој, сполајму, твојата гуска ја зел денеска за ручек. Кајмакамот ги собрал рамениците, ја клал раката на градите и со стравопочит му одговорил: нека биде по волјата на Аллахот Кади Баба,
Дури и кефот му се направил што го милувал Аллахот и неговата гуска ја зел денеска за ручек. Тогаш фурнаџијата се окуражил и му се обрнал на кадијата. Ама кога велев јас кади баба, кој ќе ми го плати мене ќотекот што ми гудри ефендијата? Ке платит? Тој те тепал тебе, кој друг? Па му се обрна на кајмакамот заповеднички. Ајде кајмакам ефенди, дај 1 лира што си тепал фурнаџијата. Кајмакамот почнал да се тегави, да се чуди, ама кади баба, но кадијата му подвикнал. Бре, бргу, нема ама, јас седам овдека, правда да делам, китапот така вели. Кајмакамот ја извадил лирата, ја оставил на масата пред кадијата, ја завртел главата и си излегол низ вратата на киселен. Не толку за гуската што отишла на Аллахот за ручек, отколку за лирата што ја платил за ќотекот. Уште кајмакамот, недоизлезен, на вратата се појавил турчинот селанец, на чие магаре фурнаџијата му ја искинал опашката. Му расправил како станала таа работа. Барал да му плати фурнаџијата оштета што му го нагрдил добиточето. Кадијата се намуртил и почнал да му се бабака на фурнаџијата. Што велит бре фурнаџи човеков? На висина направи така како што велит овој? Така беше кади баба, одговори фурнаџијата натажен. Ме пркаше кајмакамот со грбачот и јас немаше каде да поминам, го фатив магарето за опашката да си направам пат, ама ете се стори зијан. Што ке рече китапот, ке платам, ме фати таксират. Да видиме тогаш што велит китапот. Го снижил гласот кадијата, бидејќи фурнаџијата сам предложил да ја плати направената штета. Прилистувајќи го китапот, одеднаш кадијата извикала: "Ах, фурнаџија, туку чекај", па му се обрнал на селанецот. "Еве што Џеза предвидува китапот. Ке дадеш ти нему магарето, ке ранит, ке зобит и гледат, дури да порасни топашка. После ке земиш назад здрав магаре." Селанецот почнал да се буни. "Кога ќе му порасне опашка, да си го земам, не го давам магарето. Што ќе правам јас сиромашкиот бездобиточе? Ти знаеш, не слушаш кадијата што велит", му врекнал кадијата. "Дај 1 лира Џеза, зашто си плашил и бркал фурнаџијата до тука." Селанецот почнал да се тегави, да се ценка, да мртка, но кадијата му се заканил дека ќе го затвори, та и тој ја извадил лирата и ја оставил пред кадијата. Ја ничкосал и тој главата како кајмакамот и си излегол низ вратата. Пеја го погледнал фурнаџијата и двајцата се насневнале под мустаќ. По излегувањето на првиот селанец, веднаш влегол вториот и почнал да му раскажува со солзи на очите како фурнаџијата ја потплашил маската на која јавало анамчето и како му се отепало детето од калдрмата. "Таксират кади баба, таксират. Еве овој фурнаџијата ми го отепа детето на сред улица." "Како отепал детето, бре синко?" "Така, ми го отепа, како што ти кажав. Навистина малечко беше, 6 месеци, ама джела те боли." Тогаш кадијата сосема се намуртил и почнал да му се ворголи на фурнаџијата. "Што вели човекот, бре разбойник? Навистина отепа детето негов?" "Така е кади баба, право кажува човекот. Како што знаеш, јас бегав од кајмакамот што ме тепаше. Поминав крај маската од овега, таа се исплаши и ја фрли жената со детето. Дали му умре детето, не знам", одговори фурнаџијата сиот затресен. "А бре ти 300 пачарси си направил денеска, бре. Навистина ќе обесам јас тебе, жими вера", и го отворил китапот зборувајќи си за себе. "Чекај да видиме што велит китапот." Почнал пак да ја врти големата книга пред него. Веднаш се запрел на една страница. "Ах, сега ќе пеам масло јас тебе, фурнаџи, батакчија еден. Сега", па му се обрнал на селанецот. "Еве што Џеза предвидува китапот за вакви пезевници. Ти сега ќе дадеш анамчето на фурнаџијата. Тој ќе ранит, ќе облекуват, ќе гледат, дури родит и порасни дете како што беше твојот. Тогаш ќе земеш соседете. Разбра?" Селанецот почнал да се буни. "Како ќе му го дадам јас моето анамче на фурнаџијата? Ами јас што ќе правам без жена? Не го давам кади баба. Не е право." "Кој не право, бе ешек?
Така пишит Китапот од Аллах. Ти повеќе знаеш или јас што читам Аллаховиот канон, му се наврекнал кадијата на селанецот, но тој си останал при своето велејќи одсечно. Нека пиши Китапот како сака, јас не го давам анамчето. Не даваш анамчето, не слушаш кадијата, тогаш дај 1 лира джеза што си бркал и плашил фурнаџијата. Почнал и тој да се буни. Ама каква е оваа работа, кади баба? Им без дете останав, им да платам джеза. Така пишит Китапот Дресинка, јас не напишав, Аллах пратил тој китап на султанот, а тој мене по него да делам правда. Ајде давај или лирата или анамчето, од двете едното, што сакаш? И овој почнал да се тегави, да се ењави, но кадијата и нему му подвикнал. Та и тој го одврзал кесето и ја ставил лирата пред кадијата и си излегол низ вратата. Пео и фурнаџијата пак се насмевнувале. Најпосле влегол и третиот селанец и длабоко се поклонил пред кадијата. Да ти се многу години, кади баба, да си жив, синко, што има, што се домаџи до мене, или ти дојде да тужиш фурнаџијата, го запрашал кадијата. И јас, кади баба, што направил пак тебе овој ајдутин? Што ли уште прашаш, кади баба? Одговорил селанецот и почнал да плаче, раскажувајќи му ја случката со детето што го смачкал фурнаџијата кога рипнал од минарето на џамијата. Што направи? Ете што направи, ме стори без дете. Овој го изгледав и пораснав цели 10 години. Одвај го изгледав и пораснав цели 10 години. Ми го отепа. Како отепа? Што збориш? Како го отепа? Ете така, како што ти кажав, си стоев јас со детето под џамијата, си продавав крушки, туку наеднаш рипна овој душман од минарето и право врз детенцето мое. За земја го залепи, на часот издигна кутрото. Цк, 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 почна кадијата да цука и да ја врти главата за канувачки, па му се обрна на фурнаџијата. Бре, баксус човек, бре. Ами сега, бре, пезаванг, што джеза заслужуваш, а? Кажувај, така беше? Фурнаџијата пак ја ничкосал главата в земи и дури натажен и тој почнал да потврдува. Така беше, кади баба. Ме заградија оние што трчаа по мене од сите страни. И кога видов дека ќе ме фатат, влегов во отворената џамија и летнав нагоре по минарето да се спасам. Ама тие се назагнаа по мене нагоре по скалите и за да не им се дадам врат се жив, рипна под минарето и за таксират падна врз детето од овој сирома. Што знаеш прави, така беше. И јас не сакав, ама се стори грешката. Кадијата пак почнал да го прелистува Китапот зборувајќи си за себе. Чекај да видиме и за ова што пишува Китапот. Прелистувал некое време и најпосле извикал радосно. Ах, еве сега ќе уредам фурнаџијата да не прави никому пакости. Еве, тука пиши крв за крв. Кој отепа друг човек да плати со главата свој. Кога ја слушнал праведната пресуда, селанецот се поразведрил и му се заблагодарил на кадијата. Да си жив, кади баба, за праведната пресуда. Туку кога ќе го обесиш или заколеш фурнаџијата, сакам да видам да виси на ортома или да му се валка главата, да ми полесни на душата за детето. Но кадијата сосема сериозно му одговорил. Нема да бесиме, нема да колиме фурнаџијата, синко. Тој ниту обеси, ниту закла твојот дете. Ке направиме ние нему тоа што направи тој на детето твој. Ке земеме сега фурнаџијата одовте и ке одведеме на џамијата. Ке испратиме некого да застани кај што стоеше детето твој, а ти ке се качиш на минарето, ке рипнеш од озгора врз него и ке смачкаш него како тој што смачка детето. Ете така пиши Китапот. Што сторил човекот да најдит? Нека е така. Така е, туку почна селанецот да се тегави. Што е туку? Не сакаш да рипнеш и да смачкаш фурнаџијата, ами како ќе паднам врз него? Туку не мешам јас, тој твој работа. Како што падна врз детето, ќе паднеш и ти врз него. Селанецот почнал да се чуди, да се вртка таму ваму, па му рекол: Не, кади баба, мене ми е страв да рипнам од минарето. Може да паднам на калдрмата, да се раскапам и јас,
каде го загнав детето па да настрадам и јас. Не можам тоа да го направам. Ти знаеш, синко, ако не сакаш, тогаш дај 1 лира што си плашал фурнаџијата Патема. И овој се бунал, се врткал, се шуткал, но кадијата го предупредил дека мора да плати ако не сака да рипа од џамијата. Тај тој извадил лира и ја оставил пред кадијата, па си излегол натажен. Останале Пео и фурнаџијата сами и избувнале да се смеат. А Пео му рекол на фурнаџијата: ами кога ти велев јас тебе да не се плашиш, Пео мисли и за тебе, ти што велеше, ке ме одере кај макамот. Виде како Пео и него го продра со 1 лира. На земја 1 лира, ти и пи за моje здравје до вечер. А 3 јас ги делам со настрадина за облеката. Ке се скине од смеа кога ќе му кажам како го насамарив и самиот кајмакам. Тие не пара